Почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност, денеска пред нас ни е предлог Законот за финансиска стабилност. Сметаме дека е многу потребно да се разговара за Законот за финансиска стабилност, затоа што со овој закон се дефинира поимот на финансиска криза како состојба и со овој закон се дефинира и финансиската стабилност и воопшто не ми е јасно како пратениците од мнозинството вака незаинтересирано пристапуваат кон еден закон кој што се вели дека е закон за финансиска стабилност, затоа што околу законот за финансиска стабилност лежи една длабока и суштинска теоретска расправа за тоа како да се обезбеди финансиска стабилност. И токму она што може да го слушне јавноста овде од говорница кога власт обвинува дека постоеле надворешни кризи, дека постоела војна, дека постоела надворешна увезена електроенергетска криза. Токму сето тоа е спротивно на она што стои и што го вели и што регулира овој закон. Затоа што со овој закон се вели дека се овластува Народната банка да превзема макропрудентна политика и макропрудентни мерки. Ако тоа не е јасно на јавноста или не му е јасно на некого од мнозинството, спротивно на макропрудентните политики се микропрудентните политики. Кога разговараме за микропрудентна ревизија или микропрудентен пристап кон ризикот, затоа што ние како држава и како парламент и како собрание мораме да ги изградиме вистинскиот пристап кон ризикот. Кај макропрудентниот и макропрудентната политика, ризикот се предпоставува дека доаѓа од ендогени фактори, од внатрешни фактори. Кај микропрудентната тие секогаш се повикуваат на екзогени, надворешни фактори, фактори кои што доаѓаат однадвор. И токму тоа го прави овде парламентарното мнозинство лицемерно. Донесуваме закон за финансиска стабилност, во кој што предвидуваме макропрудентни мерки и макропрудентни политики, кои што треба да се водат од ендогените, од внатрешните променливи. А внатрешните променливи се оние променливи кои што навистина влијат од екзогените, влијат од надворешните. Меѓутоа се директно поврзани со политиките на власта и со политиките на владата. Зошто никој од пратениците не сака да зборува за ендогените променливи, што ни се случува со пазарот на труд, што ни се случува на цената на струјата поради наши внатрешни постапки? Зошто производството на струјата е 2 пати намалено? Зошто увезуваме и плаќаме 1,5 милион евра за иста струја која што можеше кај нас да биде произведена за само 168.000 евра? Зошто резервата ТЕЦ, златната резерва беше покасно вклучена во погон? Зошто се потрошија толку пари? И зошто власта упорно се повикува на екзогените променливи, на надворешните фактори, а ги избегнува сите дебати кога станува збор за внатрешните променливи? Затоа што стабилноста на финансиските институции зависи од многу работи. Како што рекол Кейн, зависи од животинските духови во кои што носителите или менаџерите на финансиските институции создаваат ирационален оптимизам. Ирационалниот оптимизам во време на криза создава и генерира нови кризи. Погледнете го вашето однесување. Кога го притиснаа навреме алармот за кризата во енергетскиот сектор, кога велевме дека ќе нема доволно електрична енергија, погледнете што правеа вашите министри. Се обидуваа да задржат високо ниво на оптимизам во пресред на локалните избори. Високото ниво на ирационален и неоправдан оптимизам предизвикува огромни падови и цена која што на крајот ја плаќаат граѓаните. Погледнете вашиот оптимизам ирационален што создаде кога сакавте да го одбраните легитимитетот на премиерот кој што никој не го познава во државата и кој што патем ви има углед кој што е еднаков на ДДВ-то за струјата. Погледнете што се случи кога се обидовте и тоа да го направите. Не го прифативте нашиот предлог за намалување на акцизата на горивата, теравте по свое, се случи ценовен шок и цените тргнаа нагоре. Тешко дека истите тие ќе се вратат надолу. Токму за таа теоретска расправа треба да зборуваме, затоа што тоа се внатрешни гени променливи. На тоа дали ние ќе ги променевме цените на акцизите една недела
во момент кога ВМРО, ДПМН и коалицијата го даде предлогот и ќе ги избегневме гужвите на бензинските станици и ќе избегневме едно големо покачување на цените, затоа што еднаш кога ќе отидат цените нагоре, знаете дека е многу потешко истите да бидат намалени. И тогаш вие не зборувавте за ендогените фактори. И тогаш не зборувавте за вашето влијание. Секогаш зборувате за надворешните влијанија, за екзогените. А токму тоа е суштински спротивно на законот кој што го донесуваме. Со законот кој што го донесуваме денес, мислиме дека Народната банка на Република Македонија треба да биде спроведена, треба да биде одговорна за спроведување на макропрудентната политика. А во истиот момент кога ви предлагавме дека единствениот регистар на сметки, кога се менуваше законот за платежни услуги, вие го давате да го води Централниот регистар. И истите овие луѓе ви убедувавме дека стожер на финансискиот систем треба да биде Народната банка. Тогаш не убедувавте дека стожерот на финансискиот систем ќе бил Централниот регистар. И тогаш ваши пратеници предлагаа амандмани со кој, иако во владиното решение пишуваше дека регистарот ќе се води без надомест, ваши пратеници предлагаа амандмани соодветно на кој финансиските институции ќе треба да исплаќаат надомест на Централниот регистар. И сега со овој закон ќе зборуваме за важноста на Народната банка. Ние сметаме дека е важна, меѓутоа сметаме сето ова е задоцнето, сметаме дека неконзистентно се води политиката кога станува збор за ризиците. И еве ви еден доказ. Погледнете го јавниот долг. Навратете се, еве го и министерот се предомислува дали да дослуша до крај или да не ја дослуша дискусијата, меѓутоа и за него, кога разговаравме за буџетот, па сите вие се врзувавте за златното правило на буџетот. Подсетете се кое ви беше златното правило за буџетот за 2022. Подсетете се. Јас да ви кажам, вие велевте дека златното правило и столбот на буџетот за 2022 е дека капиталните инвестиции или капиталните расходи се повисоки од буџетскиот дефицит. И на тоа ви беше базирана целата дискусија. Дека повеќе ќе инвестираме отколку што ќе имаме дефицит. Планиравте 640 милиони евра капитални расходи или капитални инвестиции и планиравте буџетски дефицит од 550 милиони евра и тоа беше златното правило. Каде отиде сега златното правило неколку месеци подоцна? За еден квартал во 2022 имате само 100 милиони евра капитални инвестиции. Тоа е 16%. А требаше да имате 30. Че имате половина помалку. А за дефицитот, па ваши министри едни најавуваат дека ќе имаме плюс 200 милиони задолжување, плюс имате најава за 900 милиона задолжување, плюс имате најава за 100 милиони евра задолжување од ЕБОР за ЕСМ. Де факто, 2022, според ребалансот кој што ќе пристигне, ќе го завршиме со дефицит од 1 милиарда и 350 милиони евра. А златното и основно правило ви беше дека капиталните инвестиции ви се повисоки од буџетскиот дефицит. Што значи дека до крајот на годината вие ќе треба да реализирате и да ги реализирате сите капитални инвестиции, сепак имате капитални инвестиции кои што се помалку од половина од дефицитот кој што го имате. За каква конзистентност станува збор? За какво справување со ризици? За кои екзогени фактори ќе разговараме? Не треба да си погледнете дома и во неспособноста на владата и на министрите? Не треба да разговараме за ендогените, за внатрешните фактори? Не треба да разговараме за премиер кој што се фали со покачување на просечна плата, а гледаме од УЈП дека 90.000 граѓани не зеле плати за април. И тоа не зеле тие со најниски плати. Па за тие ендогени фактори нели треба да разговараме? Или вие сметате дека тие ендогени фактори не влијаат на финансиската стабилност? Затоа што само кај вас се случува луѓе блиски до вас да земат кредити од Евростандард банка па да заборават да ги вратат. Да земат милиони евра ги подигнале од банката пропаѓа во ваше време. Или за тие фактори ние не разговараме. Или тие фактори за давање на такви кредити и истите тие кредити, кога не се враќаат во банкарскиот систем, овде настрадува и фондот за осигурување на депозити, овде настрадуваат и штедачи, овде се создаваат и банкарски. Зошто не разговараме за тие ендогени фактори, кога тие ендогени фактори се основот
на макропрудентниот пристап и макропрудентната ревизија. Ви благодарам.